Почитувани, денес ви представуваме и до Собранието на Република Македонија ќе поднесеме уште една конкретна мерка за помош на граѓаните и компаниите. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија во текот на денешниот ден до Собранието на Република Македонија повторно ќе го поднесе предлог законот за намалување на акцизите. Со овој предлог закон предлагаме 50% намалување на акцизите за бензинот и дизелот и 100% намалување на акцизите за течниот природен газ. Граѓаните и стопанството за секој наточен литар гориво плаќаат еднорно високи цени. Во моментов 1 литар дизел гориво чини 99 денари, 1 литар бензин 98 чини 92,5 денари, додека 1 литар бензин 95 чини 90,5 денари. Оваа влада ги донесе граѓаните и стопанството во исклучително тешки услови за живот и работа. Затоа е потребно власта да го прифати овој предлог закон со кој граѓаните ќе плаќаат поевтино 11, односно 13 денари за литар бензин и 8, односно 9,5 денари поевтино за литар дизел гориво. Ова е мерка која реално е од помош за граѓаните и компаниите. Почитувани, точно е дека владата не може да влијае на цената на светските берзи. Точно е дека Македонија нема нафтени полиња, но исто така точно е дека власта, доколку сака, може да влијае врз давачките кои ги плаќаат граѓаните и стопанството. Ја повикуваме власта да се фокусира на решавање на проблемите на граѓаните и да го прифати овој наш предлог закон и наместо парите ги троши на бифтеци и сомнителни тендери, тие средства да останат кај граѓаните и компаниите со цел полесно да надминат кризата. Од тука, како пратеничка група, сметаме дека колегите од мнозинството треба уште еднаш да размислат дали го представуваат народот или понатаму слепо ќе ги извршуваат наредбите и нарачките на оваа неодговорна власт. Високата цена на горивата влијае врз нашето секојдневие. Ги поскапува цените на производите кои ги купуваме, услугите кои ги користиме и транспортните трошоци. Оваа неиздржливо висока цена на горивата веќе ги поскапе меѓуградскиот и такси превозот. Почитувани, со овој предлог закон, ВМРО-ДПМН и коалицијата уште еднаш ја докажува својата одговорност и принципелност. Од друга страна, владата ја докажа својата неспособност и неодговорност. Сега останува да видиме во какво светло ќе се покажат пратениците на мнозинството и дали ќе ја прифатат оваа предлог мерка на ВМРО-ДПМН и коалицијата. Ви благодарам.